Стефан, како требаше да кажеме? Добро утро, дека Зошто добро утро? дека емисијата се одвива на Сабајлево 10 часот до 11 На која часот. телевизија? На канал 5 телевизија. На тебе спикер за вести ќе те преме. Браво, Стефан. Добро дојдовте Супер звездички. Ова е емисијата Супер звезда. Денеска Супер звездите се наоѓаат на едно многу специјално место. Каде сме денес дојдени ќе откриеме малку подоцна. Прво да ги видам Супер звездите и да им кажам здраво на сите. Јас ги немам видено цело лето. Добри ли сте? Па каде бевте вие цело лето? Кој одмараше да крене рака да видам брзо? Каде одмаравте брзо сите у хор да кажеме 3-4 во? Од Турска, Грција, Македонија, Охрид, Грција, Охрид, Јадранско море, Египет, браво. Супер звездите дојда од сите страни, значи еве повторно се собравме денеска и дојдовме каде на Скопски саем. Хала број 1. Скопски саем, хала број 1. Денеска се случува едно чудо. Дојдовме да го посетиме нашето другарче, а нашето другарче е кој? Наше другарче е фирмата Swiss Lion. Голем аплауз за фирмата Swiss Lion, драги гледачи. Денеска ќе бидеме гости на нивниот штанд, а вие, почитувани гледачи, ве покануваме да уживате и да останете заедно со нас во овие следни 60 минути. Одиме кај Swiss Lion на нивниот штанд. Ова што го гледате, драги гледачи, овдека е снимено во декември месец и тоа 10 декември 2006 година во производствениот погон на фабриката Swiss Lion Takovo. Кој од вас овдека беа тогаш со мене заедно во погонот? Без лажење, искрено, како си поминавме? Супер. Дали беше една од најубавите емисии воопшто што сме снимиле? Да. Така ќе биде и овој пат. Тогаш добивме подароци. Да. Да видиме со што ќе ни изненадат Swiss Lionци денеска. Овој батко овде што го гледавте цело време, ви текнува како се викаше? Значи тоа време заедно со нас во прилогот во Swiss Lion учествуваше Батко Баже, еден многу интересен батко кој што и денеска ќе биде гостин. Со голем аплауз да го поздравиме Батко Баже кој повторно е секаде онаму кај што има и деца. Како си, одамна се немаме видено? Па баш така некако. Скоро година. Сегде кај што се дечињата таму си и ти. Нормално. Многу ми е драго што се гледаме овдека сега. Да кажеме зошто сега е Swiss Lion дојден овдека на овој штанд овдека во Скопски саем. Значи мило ми е што сте денеска наши гости на штандот на Swiss Lion во Агрофуд 2007. Значи ова е саемот за прехрана, односно каде што се изложени фирми, производители и увозници на прехранбени производи од сите индустрии. Значи и нормално фирми кои што имаат апарати за пакување на производи, за приготвување и така. Слушнав дека некои промени се случиле во меѓувреме, дали е тоа точно? Па добро, промени е да се каже на подобри на зголемување нашиот асортиман од производствениот програм. Тоа најмногу во ресен, каде што имаме уште нови 3 линии пуштени во производство. Во наредната емисија се надевам ќе можат и тамо да ги видат и да ги пробаат новите производи, тоа се значи вафли и бисквити. Од фабриката Агроплод Ресен. Агроплод Ресен, сега значи Swiss Lion Агроплод Ресен. Swiss Lion Агроплод. Дали некој од вас бил во Ресен? Сакате да одиме во Ресен? Да! Батко Баже не кани да одиме во Ресен? Нормално. Значи во скоро време? Сме тамо сите заедно. Во скоро време одиме сите заедно во Ресен да видиме како изгледа Ресен во есен. Во есен што се случува во Ресен? Има берба на јаболка, така да? Во моментов баш е сезоната на берба на јаболка. Да видиме берал некој јаболки до сега? Еве веќе имам искусни овдека берачи на јаболки. Компири. Еве и компири верал Стефан, ќе отидеме значи тамо. Ќе поседиме и Аграр, фирмата која што се занимава со производство на зеленчук и овошје. Одлично, супер. Сега да видиме. Кажавме дека овој саем се вика Агрофуд. Да, Агрофуд 2007. Агрофуд 2007. Кои све фирми се дојдени овдека на овој саем? Па добро, значи фирми првенствено производители на прехранбени производи, фирми кои што се увозници на останати производи. Се надам ќе направите едно клуче, ќе ги видите кои се останатите изложувачи, па ќе видите што најмногу ви се допаднало. Во секој случај овде се најголемите фирми од Македонија, меѓу другите и најголемата Swiss Lion Takovo. Се надевам и најслатката. И најслатката. Значи сме биле во сладка куќа, така? Тоа е дел од најслатката фирма Swiss Lion Takovo, а денеска сме гости на нивниот штанд овдека, значи во Скопскиот саем и тоа хала број 1, така е? Точно, на самиот центар од влезот се наоѓаме ние. Значи директно нити лево, нити десно, директно право од чело, кој како доаѓа од главниот влез, директно се доаѓа овдека на штандот на Swiss Lion. Па што чекаме тогаш, додиме на штандот баше? Може слободно. Ајде, а вие супер звезди, спремете ги вашите прашања, се гледаме тамо.
За оние кои подоцна се вклучија во нашата програма, Супер Звезда денеска се наоѓа на Скопски сајм Хала 1 во посета на најдобриот наш другар, а тоа е фирмата Свислион. Таково и Свислион Агроплод, денешен наш гостин Батко Баше. Батко Баше, како се снаоѓаш со волку многу деца? Како и секогаш. Проблем нема? Никако. Вашата фирма најчесто е посетена и од дечиња на оваа возраст. Баш така. Поточно онаа продавница што ја посетив меношка Сладката куќа, така? Баш така, таа што се наоѓа до пазарчето Буњаковец, едно од најпосетените објекти со кондиторски производи. Имавте можност да ја видите, се надевам убаво си помина децата тамо. Најубаво, мислам, знаеме дека си помина најубаво. Да. Така да. Никогаш нема да се заборави таа прошетка што ја направивме таму. Ме интересира сега вака, зошто вашата фирма значи дојде овдека на Скопски сајм? Мора ли да се дојде на сајм? Па добро, значи изложувањето на еден ваков сајм не е задолжително, сепак на еден начин е пожелно за секоја компанија која што сериозно работи, која што сака да заземе еден сериозен успех и правец во својот развој. Значи тоа ви помага сепак во прогресот на фирмата во попродуктивно работење и ширење на познанствата и на круговите на добавувачи и клиенти, предпоставам. Па секако, значи пошто Свислен е производствена компанија, Свислен Скопје и Свислен Агроплод Дресен, првенствено значи ориентирани кон извоз. Целта ни е да се запознаат одредени купци од различни земји кои што не го делумно го познаваат или не го познаваат нашиот асортиман, можно значи за извоз, како и веќе постоечки фирми, компании во Македонија кои што не работат со нашиот асортиман, да почнат да работат со него. Значи кој сака може да дојде овде и се да праша за вашата фирма? Секако, тука сме значи од различно делење, одделението за увоз извоз, одделението за набавка на суровини, производственото одделение и одделението за дистрибуција натрешна во Македонија. Кој за што е заинтересиран, има со кој да се сретне, да разговара, да се заразменат контакти и да се почне со работка доколку се најде заеднички интерес. Одлично. Ме интересира што све помага во правење на вашите презентации, на какви све начини тоа се изведува? Па значи, промоција од типот како што е изложување на ваков сајм, делумно рекламирање значи по новини медиуми, како и спонзорирање на одредени емисии, како што е вашата, каде што сме ние едни ваши од најдобрите другари. Така, едни од нашите најдобри другарчиња, Свислион, таково и Свислион Агроплод. Сега, значи, ако сакаме да дојдеме и да пробаме дел од она што го правите како производи од вашата производствена програма, можеме ли тоа и тука да го сториме? Секако, значи дегустација, односно презентација на производите кои што се произведуваат во Македонија и кои што се увезуваат од другите фабрики надвор од Македонија, може тука да се пробаат, да се разгледат и да се дискутира за нив. Да видиме дали имаме прво заинтересирани, има ли некој гладен да видам ја овдека прво? Да видам кој така му се подјаднува нешто, например, сладко, а нешто соленко, нешто чоколадно, значи имаме заинтересирани. Сакате ли да ги нападнеме Свислион тамо позади, каде што се дегустираат производите, а? Да! Расположени сте да одиме тамо? Батко Баше, одиме тамо? Одиме. Одиме тамо, нашите гледачи доаѓаат по нас, а претходно ќе направиме кратка пауза. Невиден амбиент и атмосфера на Скопскиот сајм Хала број 1 на штандот на Свислион таково и Свислион Агроплод. Кој има прашање да постави за Батко Баше? Леле, Батко Баше, биди спремен да бидеш нападнет овдека, да одговараш како што не си одговарал ниту на училиште. Кој ќе го постави првото прашање? Повели Марија ти Злата. Здраво, јас сум Марија и сакам да прашам кој е најпродаван производ. Прекрасно прашање, Батко Баше. Има ли најпродаван производ или нема? Па сите производи се продавани. А ако треба да се издвојат производи кои што се произведуваат во Македонија, сепак ќе се издвојат грицките Hello, кои што се полнети со кикирики паста внатре и секако од производите од Ресен, сите добро ја знаете Ресаната и Бони Топот. Браво, ајде да видиме друго прашање, има ли некој? Повели Злато ти? Здраво, јас сум Магдалена и сакам да прашам дали Свислион учествува и во други сајми во светот. Не само во Македонија, значи Батко Баше, дали Свислион оди има на некои светски сајми? Значи интернационалните сајми, да, посетени се, тука се сајмот во Србија, значи во Нови Сад, кој што се одржува во месец мај. Исто посетеност имавме, односно и наше изложување на сајмот во Црна Гора, Будва, април месец, сајмот во Бугарија. Значи, присутни сме секаде на Балкан, односно територијата на бившите југословенски простори. Значи нема каде што не сте присутни, браво. Друго прашање кој ќе постави 3-4? Повели Злато, повели. Здраво, јас сум Антони и сакам да прашам дали тука се прават бисквити. Фала Антонија, колку прекрасно прашање. Да видиме, драги гледачи, дали овде се прават бисквити? Батко Баше, има или не? Значи има, почна да се произведуваат и бисквити, линија за Petit Bear бисквит и бебешки бисквити, кој што е инсталирана во Ресен, неодамна почнато е производството.
нашите, односно вашите суперзвездички ќе имаат можност да посетат таа линија и нормално да дегустираат нов тази бисквит излезен од печка. Значи од печка излага бисквитов, ние правиме так и лопнуеме. Сакате да јадете бисквити? Затоа треба да одиме во Ресен. Следно прашање кој ќе постави 3-4 рацете у лист. Ајде да видиме. Еве, Кате најмногу што вика. Кате, како си бе? Добра си? Да. Еве, малце заврти се кон камерата. Кој е твоето прашање, Кате? Моето прашање е дали има бебешки храни. Бебешки храни. Ако може камерата да се заврти позади, ќе видиме едно прекрасно слонче. Еве камерата сега ќе го покаже природна детска храна, значи natural baby food. Има едно слонче таму, батко боже, дали тоа слонче има некаква врска со некаква бебешка храна? Точно, значи тоа е брендот Јувитана, бренд за бебешка храна, каде што дел веќе почна се произведува и во фабриката во Ресен, значи Свислен на Агроплод Ресен. Екструдирана бебешка храна со 4 вкусови, значи со вкус на ориз, на кекс, на какао и на овошје. Тоа е за бебиња од 6 до 12 месеци. А вкусна ли е? Па ние што сме пораснати. А страшно е што ние не сме бебиња, сега да пробаме таква. Воопшто. Значи кој ќе одиме у Ресен ќе јадеме бебешка храна. Браво. Еве го Дамјан, да пукне Дамјан. Кај си бе Дамјан? Шо преш, добар? Да, здраво, јас сум Дамјан и сакам да прашам дали оваа фирма се продава во странство. Дали продава во странство оваа фирма? Сега ќе дознаеме, батко баше ќе ни одговори. Освен тоа што одите на сајми во странство, продавате ли во странство? Значи не само што се изложуваме на сајмите надвор нашата држава, туку не и продаваме. Значи со изложувањето на тие сајми стекнуваме нови компании кои што сакаат да соработуваат со нас, односно нови купувачи. Одлично, да видам сега кој ќе постави на прашање. Оваа девојка овдека, леле, ќе постави прашање. Повели Злато прашањето е? Здраво, јас сум Ана Марија Костова и сакам да прашам дали се произведува уште агрокремот. Фала ти Ана Марија. Ана Марија прашува дали се произведува агрокремот. Стварно, порано јас кога бев мал растев со тој агрокрем и со еврокремот на таково. Дали агрокремот на Агроплод Ресен, значи се уште се произведува? Да, значи остана производството на агрокрем, со тоа што сега имаме во производствената линија и нов чоколаден крем, тоа е Ресана кремот, кој што го има значи во варијанта чисто чоколаден и лешник, значи комбинација. Шо, значи имаме сега не само тој еден стар, уште еден плюс. Барбара, заврти се кон камерата, ти си следна која ќе поставиш прашање. Прашањето твое е кое? Здраво, јас сум Барбара Поповиќ, сакам да прашам каде се продавниците во Македонија. Супер, Барбара никогаш не била и не ги нашла до сега. Каде се продавниците на Свислион таково? Значи продавниците на Свислион таково се под името Сладки куки, кои што нормално, освен таа што ја посетите во Скопје, има и во Ресен. И тамо ќе појдеме и нормално ќе се забавувате исто како што забавувате во Скопје. Значи има една во Скопје на Буњаковец се наоѓа? Точно, и во Ресен каде што се 3 продавници. Ја мислам дека има и една во Охрид. Точно, значи. Видов и една во Охрид летово. Точно. Добро си видел. Така беше. И во Ресен имаме и во Скопје имаме. Точно, и се отвара Сладки куки во останатите градови од Македонија. Одлично, благодарам. И уште едно прашање остана за крај, кој ќе го постави? Еве Ивона повели Злато да видиме Ивона. Здраво, јас сум Ивона. Дали вашата фирма произведува сок? Какво убаво прашање. Дали вашата фирма произведува сок? Дали децата можеби се жедни? Има ли некој жеден овде да видиме? Име Стефан. Ти, а жеден си? Да. Жеден е, значи Стефан. Сакам да праша, ќе му дајме едно прашање. Стефан, кој друг е жеден? Сите сме жедни. Имаме ли сок? Имаме сокови, значи во Takovo, фабриката Takovo Горни Милановац и во Милодук се произведуваат соковите. Едните се дујпак сокчиња од 0,2 со вкусови значи на праска, јагода, јаболка и кајсија. Точно. И останатите се значи соковите пласирани под брендот Best на нашиот пазар и Gold од сите вкусови, ќе се изберат дечињата што сакаат да пробаат. Фала. И за крај Стефан ќе го постави неговото прашање. Здраво, јас сум Стефан и сакам да прашам кој е најубав производ на фабриката Свислион. Така, Свислион таково и Свислион Агроплод. Значи, кој е најубавиот производ? Па мислам дека тешко би било да се издвои кој е најубав производ или кој е највкусен, затоа што сите имаме различни вкусови. Ја би рекол дека сите се убави и вкусни, а кој не верува нека се увери дегустирајќи ги сите од нив. Одиме да дегустираме? Одиме. Ајде, кој е спремен за дегустација 3-4, одиме да јадеме. Сега дојдовме во едно многу интересно место. Каде сме овде? Значи ова е внатрешниот дел од штандот, каде што еве нашите суперзвездички се одморија, некој е приемното делење каде што нормално со нашите странки
клиенти, потенцијални идни или стари познаници, се сретнуваме, одржуваме состаноци, примаме Се дружите. гости и нормално се дружиме. Кажавме дека ќе се запознаеме, поточно ние веќе се знаеме, но ќе имаат шанса гледачите да се запознаат оние кои што не го знаат. Повторно со еден од вашите најуспешни менаџери, Точно тука е Александар, еден од менеджерите за увоз-извоз. господинот Александар Јанич, да му кажеме здраво, живо и добре дојде повторно во Суперзвезда. Александар, како си? Да ти кажем многу добро. Со деца, а? Нема побаво нешто од деца, нели? Нема. Вашава фирма и ги прави најубавите работи за деца, затоа овој пат па најубавите деца дојдовме овдека заедно со Суперзвезда во Свистлијан. Тоа е тоа, нели? Тоа е тоа, супер. Имаме многу прашања овдека. Ќе ни помогнеш ли и ти во процесот на давање одговори? Најтешко е со прашања детски, нели? Најтешки се детските прашања, бидејќи се искрени. Ајде да видиме сега, еве, Ангела има едно прашање. Ангела, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Ангела и моето прашање е дали има чоколади? Дали има чоколади, Александар, има ли ваша? Како нема чоколади? Постарите многу убаво се сеќаваат на еден блок тука, агрокрем блок кој Бога ми и ти си израснало. Како не, јас многу јаде вака чоколади на времето, да, и ден денеска ми се многу драги и каде да ги видам, ги напаѓам. Значи, ова чоколадо ќе биде нападнато денеска, договорено? Се надевам. Супер, а гледам и дека има и некои други чоколади овдека исто така. Го гледам и овој блок овдека. Таково, Еврокрем блок, оригинал. Еврокрем блок, Тој да. стариот Еврокрем течен блок. Браво, фала. Кој има следно прашање? Повели, Ана, ти? Здраво, јас сум Ана и сакам да прашам дали овде има кикирики. Дали има кикирики, баше? Сега дека имаме кикирики, агроплодовите кикирики, најпознатите, како на домашниот пазар, така и надвор. Увезени кикирики кои што ние ги пржиме и ги печеме. Да ги побараме кикириките тука некаде позади, но не ги гледам. А еве, останале дел од кикирикиве. Јас овдека гледам само мал дел од производите на Свистлијан. Па најмалиот дел, молда тие 1/10 од све тоа ние што го имаме, да го ставиме цела просторија би била малецка за нас. Немаше простор за децата. Немаше да има деца овде, веруј. Супер. Повели Исидора, Исидора има прашање. Злато, како си, добра си? Здраво, јас сум Исидора и сакам да прашам дали има смоки. Дали вашата фабрика има смоки? Смоки. Се сеќаваш на тие зелени смоки? Флипс. Каде се? Агрофлипс. Па еве ги. Агрофлипс. Еве ги за Исидора смоките, повели Исидора. Зелените. Имаш зелени и црвени, али овие се зелените и најубавите. Вие се најбавите. Теодора, како си ти, Злато, добра? Да. Ти се допаѓа овдека? Да. Колку убави производи, а? Да. Браво, кажи ми, имаш ли ти некој прашање? Да. Кој е твоето прашање, Злато? Здраво, јас сум Теодора и сакам да прашам кукава е фирмата во Ресен. Така, значи зборувавме со фирмата Агроплод Ресен. Колкава е таа фирма? Ние ја видовме фирмата во Скопје, кога бевме и кога снимавме емисија. Колкава е фирмата сега во Ресен? Станавте во Скопје време. Па во Скопје, бога ми, еден цел ден и да кажам дека видовме еден дел од фирмата, не ја видовме скроз. Па во Ресен ќе ви треба недела дена, верувај. Да може да видиме све? За да видите све буквално. Вистински е толку голема фирма? Па ќе видите. Добро. Имаме фабрика, имаме хотел, имаме аутокамп, имаме јаболка. Што немаме? Значи фирмата нема што нема, супер. Кој сака да бере јаболки, се договоривме дека ќе одиме да береме тамо. Расположени ли сте да одиме во Ресен? Сериозно да ја нападнеме фирмата Агроплод Ресен. Денеска вака да направиме резиме на прошетката која што ја направивме овдека. Добро ли беше? Да! Убаво ли си поминавме? Да! Кој си помине екстра убаво да крене една рака? Кој помине екстра најубаво да крене уште една рака? Значи одиме во Ресен, во фирмата Агроплод, да ја нападнеме во скоро време, а до тогаш ќе се збогуваме со нашите гледачи, ќе им мафнеме, ќе пратиме многу бакнежи. Кажавме за крај дека има некакво изненадување од Свистлијан такова. Тешко нам ви Ресен сега, што ги чека. Ресен, што ги чека. Како изненадувањето за крај? Значи, пошто нашите звездички беа толку фини и добри, спремив едно сладко изненадување, односно за сите нив по едно сладко пакетче. А расположени сте за пакетчиња? Пакетче нема. Или има? Има пакетче. Голем аплауз за Агроплод и за Свистлијан, такава фирмите. Да им мафнеме нашите гледачи, да ни бидат живи и здрави, да ги поздравиме, да им пратиме многу бакнежи, се гледаме и се слушаме следната сабота во 10 часот на Канал 5 во емисијата Суперзвезда. Чао, да ни бидете живи и здрави, се гледаме повторно. До гледање, а се одиме да ги земеме нашите пакетчиња.
Ева, како си ти бе? Уба. Абе, добра си? Денеска како си помина? Уба. Убаво ти се допадна овдека на саем многу? Да. Кажи Свислион такова каква фирма е, број 1 фирма. Прати бакнеш на сите оние што те гледаат. Стефан, како помина денес? Супер. Ти се допадна овде? Да. Браво, Ангела, ти? Супер. Што ќе кажеме за крај, убаво беше ката? Да. Оваа женска што се вика Јана да дојде кај мене. Како си бе тија? Да. Убаво си помина? Да. Ти беше денеска прв во Супер звезда? Да. Убаво ти беше тука? Да. Ајде брзо да ја гушнеме Јана, наша другарка денеска прв беше дојдена заедно со нас, а сега е моментот кога треба да ги добиеме подароците. Одиме да ги земеме нашите подароци. Одиме по подароците. Јеее!